Отказите во Комуналец наместо чистотата во Скопје станаа главен приоритет на директорката на комуналното предпријатие. Додека главниот град веќе четврти ден е затрупан во ѓубре, Мазнева реши да подели уште 27 откази. Вработените тоа го дознале из утрината откако стигнале на работа. Своите имиња ги прочитале на огласната табла, каде имало список на сите кои добиле откази. Избрканите се работници кои протестираат, дел од нив кои го собираат ѓубрето, а дел од нив се возачи на специјални тешки товарни возила. Работниците се пожалија на лошиот однос од менаџментот. Велат побарале леп, а добиле отказ. Ние поради граѓаните, хадар на граѓаните, прекинавме со револтот да го чистиме сметот. Оти времето е многу топло, да не се шири некоја зараза. Успротивно добивме откасни решења. Баравме леп, добивме откасна решења. Луѓе што работевме по 30-40 години работен стаж во комунална хигиена. Министерот за внатрешни пак Оливер Спасовски се закани. Сите кои предизвикаа главниот град да се гуши во смет, рече ќе си добијат кривични пријави, а истото ги чека и оние кои земале плата а не се појавиле на работа, како што тоа го тврдеше градоначалничката Даниела Арсовска. Ако и биле злоупотребени буџетски средства, секој еден за оваа работа ќе носи одговорност. Значи, тука нема да имаме одстапка и нема да има никогаш за ниту една ситуација одстапка, а мислам дека ова треба да биде санкционирано за да конечно се стави крај на политиканство и на игри кои што се случуваат на грбот на граѓаните, а овде е на грбот на здравието на граѓаните. И додека надлежните се занимаваат со откази, контејнерите и кантите во главниот град нема кој да ги собере. Надлежните велат дека се работи на терен, ама луѓето не можеле да постигне да го соберат расфрланото ѓубре. Иако делумно почна да се собира ѓубрето во главниот град, состојбата во помалите населени места, односно во помалите улици, и натаму е загрижувачка. Граѓаните реагираат дека и натаму се шири одвратна миризба, па затоа бараат од град Скопје и од институциите да покажат поголема сериозност. Скопјани се гневни на градоначалничката и велат дека градот бил валкан како никогаш досега. Комунална хигиена се однесува како што гледате неозбилно. Жива катастрофа. Немам што да кажам. Рекој ќе истичта таму во помалите улички некако состојбава гледаме дека е алармантно. Ништо. Треба да види градоначалничката и да преземе подхитно мерки. Граѓаните пред нашата камера побараа од градските власти да престанат да бистрат политика и да се фатат за работа. Чекаме да го исчистат, што да правиме? Што друго? Да кренат да исфрат кај што треба да го однесат. А не дошло редот изгледа тука. Што тоа зависи на некој место е очистено. Да. Од градоначалникот, браво, невесто, оде кажете им. За во центар градоначалникот нека го исчисти. А не да создава незадоволство кај народот и политички поени. Толку. И додека ѓубрето се таложеше и скапуваше со денови пред контејнерите, улични мачки и кучиња го растргнале насекаде, што представува сериозен извор на зараза. Во меѓувреме граѓаните на социјалните мрежи веќе објавуваат и видеа од стаорци кои шетаат по скопските улици. Сликата пишуваат е ужасна, зашто комуналниот колапс досега велат 100 пати требаше да биде решен.